памти век, парламентот е место каде што сите прашања во една заедница се решаваат низ диалог и заедничка одлука. Избраниците на народот ги бранат интересите на своите избирачи. Лоби е англиски збор кој буквално значи ходник или предсобје, а се користи за да се означи застапувањето на нечи интерес, на луѓето од власта, кое обично не се прави во салите во кои се одржуваат седниците, туку по канцелариите, бифејата, па дури и ходниците. Работата се завршува со непосреден контакт и договор, а на седница само се верифицира. А ходник, помножен со ходник, дава лобирање. До 2003-та Македонија имаше кратко парламентарно искуство и дотогаш не беше забележено постоење на отворено парламентарно лоби. Оние, затворените или скриените лобирања, веројатно и ги имало. Но уште поверојатно не биле закажување. А ние за прв пат влеговме отворено, секој од своји побуди. Мотивите не ни беа важни. Важно беше да ни се приклучат пратеници од сите политички партии, како од позицијата, така и од опозицијата. А ИППЛГ да не се претвори во инструмент за надмудрување и меѓупартиска борба, а лицата со хендикеп заборавени. Се запрашавме да не е некаква шега, кога на 1 април 2003 од британската амбасада не информираа дека најстариот парламент во светот решил да ја поддржи првата отворена лоби група во еден од најмладите парламенти. Имам чест да го отворам и да го водам овој собир и со тоа активно да учествувам во еден од оние настани кои практично и недвосмислено покажуваат дека одиме напред. Ние, народните избраници, од различно потекло, со различни убедувања и од различни политички партии, но сите заедно, почитувајќи ги правата на другите и уважувајќи ги правилата на парламентарната борба, се обврзавме да ја штитиме оваа ранлива група наши сограѓани, градејќи со тоа поправедно општество за сите. Работата на ИППЛГ беше конципирана како спрега на концентрични кругови, кои ги опфаќаат сите сегменти на општеството. Во фокусот на работата се наоѓаат пратениците, срцевината на ИППЛГ. На основниот круг додадовме технички комитет за да обезбеди техничка асистенција и се она што на пратениците им е потребно. А третиот круг е широката лоби група составена од представници на различни области од општествениот живот. На почетокот, многу колеги не знаеа што всушност е лоби групата и ја поистоветуваа со други невладини проекти. Нека дадат амандман, нека го подобрат текстот
нека дадат подобри решенија, нека кажат дека закон. А ние ќе следиме некоја лоби група тука. Глупост. Каква лоби група, женска група, ќе лобирале тука по? Не држи ова шест. Интерпартиската парламентарна лоби група не беше замислена да има строга, формална структура, деловници и правилници. Но сепак, заради запазување на потребниот формален минимум за функционирање на групата, мораше да има дефинирано членство, водач на седниците и технички секретар. Се здруживме околу една благородна идеја да ги подобриме законите и пристапот до правата на лицата со хендикеп, нашите сограѓани. Се започна како идеја, стана проект за да прерасне во движење. На крајот беше кронисано со 20.000 собрани потписи на првата успешна граѓанска иницијатива за законот за правата и достоинството на лицата со хендикеп. Покрај тоа, ова лоби имаше значење и во зголемување на кохезијата на нашето општество, затоа што низ нашата работа ние ги преминавме партиските, етничките и верските разлики и сите бевме едно. Жолчната расправа по повод измените на законот за вработување на инвалиди ме уплаши дека ќе ја подели ИППЛГ на позицијски и опозицијски блок. Совршено јасно е дека заштитните друштва заедно со инвалидните лица кои ги вработуваат и изгрижуваат представуваат една нераскинлива целина. Една заблуда дека ова е закон за некаков инвестиционен развој или за кредитирање на малото стопанство. И мене навистина ми е неразбирливо кога одредени пратеници се јавуваат како адвокати на таквите заштитни организации. Законот за измена и дополнување на законот за вработување на инвалидни лица е еден од позитивните закони кој што е донесен во 2000 година. Токму затоа, во првата година главна цел ни беше зајакнување на единството на групата. Го викнав попис да направиме и кога За лобираните да станат лобисти, потребно беше првин самите ние да се едуцираме. И теоретски, но и практично да се запознаеме со проблемите со кои се соочуваат и условите во кои живеат лицата со хендикеп во Република Македонија. За таа цел, за нас беа организирани семинари и еднодневни посети на неколку од специјалните институции во кои се згрижуваат лицата со хендикеп. Не само за нас, туку и за другите фактори од власт. Едно е кога ќе ти кажат, друго е кога ќе видиш со своји очи. Сите сме луѓе, сите сме важни, да нема веќе големи газди, не треба многу пари во светот, секој да има поумар дело. Човечност да е во нас, ајде Прва конкретна активност ни беше донесувањето на Декларацијата за заштита на правата на лицата со хендикеп. И тоа едногласно. Следеа бројни иницијативи за измени на повеќе закони и правилници. Сега барем законски, секоја новоизградена зграда мора да биде пристапна, на секој паркинг мора да има место за лице со хендикеп, се симна партиципацијата на ортопедските помагала и многу други. Не зачуди колку беше лесно да се променат некои членчиња од некои закончиња кои се животни бариери за лицата со хендикеп. Значајни достигнувања, но ситни залаци.
Затоа што целевме таква силна лоби група може да го достигне навидум невозможното. Донесување на системски закон за лицата со хендикеп во Македонија. Напоредно со едукативната компонента се работеше и на подготовка на компаративни согледувања на законските решенија, кои ја третираат проблематиката на хендикеп, како во домашното законодавство, така и во земјите во Европа и светот. Во мое време имаше една песничка "Се замина за Хондурас", но во нашиот случај нешто ни дојде од Хондурас. I'm here to share and exchange experiences about the situation of persons with disability in our countries. Јас сум тука да ги разменам моите искуства со лицата со хендикеп на нашите земји. I would like to thank the Claudia Plus movement for this invitation. It is very important for me to know you and to know about the LPPOG that is a great model for all the countries of the world. На 2 годишнината, нас, пратениците, активистите на Полио Плюс не закитија со златни значки за членство во лобито. Но, уште позначајно, не почестија со присуството на актуелни и идни наши колеги од други парламенти низ светот. Un'Europa europeiamente nacionalist, ondotjarni experiencesko Kosovија веќе најнежени ситуации. Мало е парламентот кои се многу похвалити со овакvom лоби групом и ја вам честитам на томе. Можеби некој ќе рече, зошто толку пари за пристапно собрание кога нема ниту еден пратеник со хендикеп? Но треба ли на било кој пратеник да му дојде некој како мене на гости, по работа или да го улови за лобито? Па треба. Тоа го сватија и пратениците и службите. Затоа сега имаме еден од најпристапните парламенти во светот. Тоа е пример што треба да го следат сите во државава. Парламентот презема чекори во смисла да има возможни на луѓе кои што имаат посебни потреби да бидат присутни и активно да учествуваат во градење на општество. Тоа се направи во изминатиот мандат. Со оние средства кои што ги имавме беа доволни, ние го направивме парламентот пристапен и за граѓаните со посебни потреби. Сите истражувања, средби и консултации донесуваат одлука со каков системски закон да одиме и колку големи ќе бидат зафаќањата во македонската легислатива. Се сомневавме дека се преголеми, но не и неостварливи. И запнаа сите наши партизани системскиот закон да биде предложен не од влада, па не и од лобито, туку како иницијатива на граѓани. Ха! А знаевме дека тоа не е воопшто лесно. Во Македонија имаше десетина такви иницијативи, но ниту една не заврши со успех. Не е тоа петиција, па ајде застани на плоштад и до вечер собери ги. Секој потпис мора да е даден во местните канцеларии на Министерството за правда и тоа лично пред службеникот. Не е тоа туку така. А знаете ли зошто? Затоа што од другата страна демна двајца големи генерали. Генерал Сомнеш и генерал Флегма. Едниот вика: потпишал, не потпишал, се е џабе. Ништо нема да се смени. Вториот наредува: и со тебе, и без тебе, ако е пишано, нештото ќе се случи. Да. На тој состанок во ресторанот на Собранието, ние на некој начин се само суспендиравме. А тоа ми се најубавите спомени од лобито. Меѓутоа тие не реагираат
бидејќи се знае по уставот кои имаат право да предложат закон. Мислам дека можеме да собереме 10.000 потписи, не само заради фактот дека во последните години македонската јавност се сензибилизирана за потребите на лицата со хендикеп или за на лицата со посебни потреби, како мислам дека целокупното јавно мислење е на едно повисоко ниво колку што беше пред 2-3 години. Бев еден од оние кои што први поддржа идејата дека е потребно да се соберат 10.000 потписи, не дека ние не можеме да го поднесеме овој закон или да најдеме други сојузници, меѓутоа мислам дека една од основните цели кои што ИППЛГ си ја постави на почетокот на своето формирање покрај донесување на овој системски закон беше подигање на јавната свест при граѓаните. Овој облик на соработка посреден, сепак бидејќи се работи за пратеници и невладина организација, за мене лично е оној елемент од демократијата кој во овој момент ни недостига. И тој, без разлика што не се спротивставени политички ставови, е производ на еден многу продлабочен диалог. Иако немавме одобрени канцеларии во Правда, ниту наблюдувач за нив, ниту пари, а ни време, сепак, за да ги забрзаме бирократите, од историското Крушево го објавивме третото македонско востание, овој пат на лицата со хендикеп, во борба за достоинство и еднакви можности. Имавме само 44 дена за да собереме 10.000 потписи. Мила Стојковски тргна на пат низ Македонија и со својата количка измина на 1500 километри. Ида денови, кога мора нешто да си кажеме. Ида денови, кога нема зошто да се лажеме. Ида денови, црни од болка И блескави од висина. Ида денови, кога ќе мора да стиснам заби и нешто да направам. Ајде ти излези, покажи ми, ни една вода нас не дели. Ајде најди пат, верувај ми, полесно е да се сподели. Да посадиме зрно за род, да порасне до висина. Да ископаме бунар од сон, да брикне вода за иднина. Handicap International is very supportive to this initiative, and we wish the highest success to this initiative, and that Macedonia will be the first country in the region to have a proper anti-discrimination law for people with disability. Ова иницијатива е историски исчекот кога станува збор за дозволувањето на граѓаните да учествуваат во процесот на донесување одлуки. Ова се денови, кога толку малку треба за да сватиме. Дека можеме да излеземе гордо. Иако недовршен процесот, можам да кажам дека сепак е тој историски, бидејќи отвори два битни аспекти. Прв пат во историјата на Македонија еден закон влезе во процедура со граѓанска иницијатива на приближно 20.000 луѓе. И второ, прв пат во Македонија се отвори прашањето на лицата со посебни потреби или со хендикеп од аспект на човековите права. Затоа во еден момент јас го оценив овој закон, предлог закон, како рамковен договор за хендикепираните.
На ден пред новата 2006, за половина од дозволеното време, се случи журка 17.000. Не ни знаевме дека бројот меѓу бил 18.968, двојно повеќе од потребното. Се ни говореше дека ќе имаме среќна нова 2006. Горд сум на себе и на своите 44 колеги од лоби групата, но и на сите кои се подпишаа во иницијативата како обични граѓани. До овој момент и може да не игнорираат. Личеше на голема победа. Но не речи два пати. Деловникот да ја влечете работа, ако сакате, мислам да имате време. Али после 60 дена, фактички пропаѓа целата иницијатива, вие пак морате да почнете. Беше за очекување при изградба на нов систем да има отпор од стариот. Колку подлабоко засекуваш, толку отпорот е поголем. Се мислам дека едните не сакаат да платат, а другите не сакаат да работат. Неочекувано се најдовме во небрано. Министерот за труд вели, законот е противуставен, а министерката за правда повеќе од потребен. Министерот за финансии како и секогаш калкулира, премиерот молчи, вице-премиерката најавува, а председателот на државата се подпишува. Да ти штукне памет. Па јас жалам што дури би рекол и премногу време се изгуби. Иницијативата тргна во 2005, еве сме при крајот на 2007, законот се уште не е донесен, меѓутоа според најавите, барем оваа есен ќе отпочне собраниската процедура, очекувам тој закон да биде поддржан, а што се однесува до мојот втор подпис, подписот на указот со кој што тој закон ќе стапи во сила, кога би зависело само од мене, би го дал уште денес. Председателот на парламентот го одржа своето ветување и законот во рок од 1 месец се најде на седница и тоа како прва точка. Но ситуацијата со тутунарите и антиприватизерите на СМ кои со блокирање на патиштата ја парализираа Македонија, законот го спушти подолу на агендата. Конечно, на 3 март пратениците едногласно и со акламација ја усвоија потребата од донесување на таков закон. Демек, законот помина во прва фаза. Предложениот заклучок го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. 66 пратеници, 66 за, нема воздржан, нема против. Констатирам дека собранието го усвои предложениот заклучок. Добивме 60 дена за јавна расправа и можност мислењата на сите заинтересирани да придонесат кон подобар закон. Многу владини и невладини организации, институции, медиуми се вклучија организирајќи и учествувајќи во јавните дебати по повод законот. Само владата на Република Македонија немаше мислење. Како да игнорира нешто што не може да се игнорира.
И конечно стаса и фантомското мислење од владата. Негативно. Предоцна. Владата имаше малку поинаква концепција, но мислам дека конечно мора да ги прифати принципите, правилата што ги предлагате вие. И нашата лоби група што ги прифати, пратениците ги представуваат граѓаните. Ако ние оценивме заедно со вас дека е тоа добра работа, претпоставувам дека владата тоа треба да го испочитува. И мислам дека сме на пат да се усогласиме. И ете ти непристоен предлог. На Македонија многу и треба ваков закон, но на Министерството за труд и социјална политика му треба време за да може да се произнесе. Вжарена атмосфера, предизборие, рашамонијада. И решивме да бидеме конструктивни. Времено го повлековме законот од процедура. Се формира интерсекторска владина комисија за работа на законот и почна усогласувањето. Но полека се застана. Се закажаа предвремени парламентарни избори. И биднаа избори, онака како што бидна. Од нас 18 членови на лобито, само 4 беа повторно избрани. Но види чудо, четворицата ветерани добија 15 нови регрути. Поради предвремени избори што требаше да направиме во Македонија, не успеавме и да го донесеме законот. Најмалку што можеме да направиме е да го прилагодиме нашето законодавство кон потребите на едно модерно граѓанско општество, а тоа е општество кое нуди на вистина еднакви можности. Сите пратеници и сите јавни лица кои имаат некаков удел во социјалниот живот ќе го дадат својот глас и својот допринос за донесување на што подобри закони. Во даден момент кога го читате првиот текст и првата верзија, вие мислите дека тој закон треба да се однесува за некоја земја која што е многу понапред од Република Македонија, не само на полето на демократијата, туку и на полето на економијата. Че се надеваме дека ќе имаме разбирање и од собранието, и од владата, и од другите институции во државата, да ги измениме и дополнуваме и другите закони кои ќе ги доведат во равноправност без разлика сите граѓани на Република Македонија. Се надаме дека успешно ќе работи групата, а во секој случај ќе има поддршка сигурно и од владините институции, особено од моето Министерство за труд и социјална политика. До сега направеното го продолжуваме и во овој собраниски состав. Се залагаме за донесување на регулативата која опфаќа материјата за лицата со посебни потреби. Наследивме голема одговорност. Со ангажираноста на сите нас од позиција и опозиција од сите етнички заедници, ќе успееме да го реализираме донесувањето на овој законски проект. Ние, што заминавме, им оставивме голем аманет. Законот мора да биде донесен. Знам дека идат подобри денови за лица со хендикеп и знам дека ќе има закон. Иако многу ми е јасно дека кога има редистрибуција на моќ, ништо не се случува преку ноќ. Гледам секојдневно противниците се помалубројни и ме радува што полека сваќаат дека ништо не може да ја сопре добрата идеја, чие време е стасало. Една стара африканска поговорка вели: ако сакаш да стасаш брзо, патувај сам. Но ако сакаш да стигнеш далеку, оди со другите. Добро ја свативме оваа древна мудрост. И напорот за донесување на закон за заштита на правата и достоинството на лицата со хендикеп го здруживме со оние кои се представници на други рандливи групи. Нова влада, ново стара работна група, нови дилеми и потреба од повторно објаснување и дообјаснување. Како да нема крај? Una mattina mi sono svegliato
Oh bella ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire. Добро знаев дека вие политичарите сте само политичари. Само не знаев како нашите зборови да ги ставам во вашите усни и како тоа да го направиме заедно. Знаеш што? Јас не сум Хемфри Богарт. Ама мислам дека овој крај е почеток на едно големо пријателство. Partigiano è morto per la